Онкологија е нов карцином на македонското општество. Криминал, неетичност, бескрупулозност да се стигне до пари. Атрофија на институциите со неказнивост и неморалност на дел од тие што се колнат во хипокрит или уставот. И дека царуваат голтари што се сликаат со лидерите, но дека судството и правдата се заробени од староновата олигархија. Баш сега е подесен тајмингот за инстант реформа на кривичниот закон и казнивоста. Некој со право напишал дека ова е шлаканица за Стејт департментот, за САД како стратешки партнер на Македонија, деградација на црните листи од Вашингтон, промена на 3-4 битја, намалени казни во услови кога сме во средиштето на општата криминализација и корумпираност, кој вели дека тоа не коинцидира со последната политичка распродажба пред можната промена на уставот. Знаете, има изрека меѓу тие што тоа го прават, па за толку пари што ги украдов, противзаконски, па можем и да лежам некоја година затвор, ама се обезбедив за деца и внуци. Криминалот и корупцијата поттикнати од носителите на власта, Брисел и Вашингтон во шок од промените во казнената политика. Една од најчестите критики од Брисел и од Страсбург, значи во однос на нас, борам да, тој суд и за Европската комисија, е тоа што Македонија најчесто не суди во правичен рок, во разумен рок. И сега ние, ако се запрашаме дали е ова вистинскиот момент за ваква интервенција да се направи, мојот одговор е не. За крахот се виновни оние кои работат тамо и кои не работат според закон и оние кои се подложни на влијание од политички или економски центри на моќ. Онкологија како општествен канцер, за бескрупулозноста во грабежот и злоупотребата на пациентите. Тука години и години наназад се правеле фиктивни истории, се злоупотребувале пациенти кои нели починале, а се водат се уште во системот. Тврдат дека им е најавено дека не е достапно во моментот, не е достапен тој лек во моментот. Нова сезона на Трилинг со старите преокупации за жал. Во реалноста се е посурова. Ова издание на ТВ магазинот Трилинг, кој е премиерно и прво во новиот циклус на емисијата, го започнуваме од Вила Водно. Наш домаќин и соговорник ќе биде председателот на државата Стево Пендаровски. Владата ги изготви, председателот поточно прво собранието ги изгласа експресно, а потоа без двоумење председателот на државата Пендаровски го потпише указот за законот за кривична постапка. Со тоа се отвори патот за намалување или застарување на делата поврзани од големата афера за прислушкување за која СЈО водеше низа на истраги. Лавина на реакции во јавноста, зошто токму сега се донесе ваков закон. И коинциденција или не, речиси паралелно се подготвува и закон за амнестија. Председател Пендаровски, дали може би ја прокоцкавте шансата да се спротивставите на оваа перманентна политика на неказнивост и селективна правда со тоа што речиси експресно, за помалку од 24 часа ставивте параф на указот за законот за кривична постапка? Значи, станува збор за кривичниот законник, не за закон за кривична постапка, но се едно. И не станува збор за таргетирање на делата кои произлегуваат од прислушкувањето. Може би сакате да кажете дека имаат врска со СЈО некогашно, еден дел од нив барем. Не станува збор за неказнивост. Ако зборуваме за клучниот став кој е модификуван 353 злоупотреба на службена положба, во 4 од 5 става до сега имаше пропишано казни и понатаму има пропишано казни. Значи неказнивост е ако се брише. Тоа се декриминализира, се вели по тој и тој член никој више нема да одговара, тој член нема да постои. Значи наместо 10 една запретена казна е сега 5 години, наместо 5 4 години, че не станува збор за неказнивост. Петиот став кој е избришан треба да биде, бидејќи беше прилично широко поставен, и до сега имаме исклучително мал број докажани случаи по тој став за високи функционери. Зошто треба да ги бараме причините веројатно во правосудниот систем и во судиите, меѓутоа тој петиот став до сега бараше две работи да се докажат. Чи прво дека си ја злоупотребил положбата, службена, функционер, политичар, да речеме, со тоа што си прибавил имот на корист за себе и при тоа си го оштетил буџетот или трета страна. Нашите обвиненија обвинители до сега одеа, а судиите тоа го прифаќаат, дека е доволно само првата половина
да бидете присутни вие или јас, како актуелен функционер кој злоупотребил службена положба, вели ја злоупотребил положбата со тоа што го оштетил буџетот, например. Меѓутоа, до сега никој не докажа во првиот дел дали си ги примил парите. Заради тоа, веќе 2 години во рамки на владата е формирана работна група со експерти и од надвор, да не ги кажувам имињата, бидејќи се најпознати во кривично-правната сфера, која подготвува наместо ставот 5, кој сега се брише, нов член кој ќе се нарекува, работниот наслов е злоупотреба на тендер. Злоупотреби поврзани со јавните тендери. Кај што ќе бидат многу поспецифични, ќе биде специфично битието на делото и не ќе можеш да влегуваш во таа прилично широко, ја ги нарекуваат правниците, каучук норми во кои можеш да ја толкуваш како сакаш таа работа. Еве да ви кажам конкретен пример за тоа. Од ова што јавноста го знае, најпознат случај во таа насока се една од снимките на Заев од времето, 2015, во која поранешен премиер во снимките бара 15 или 20 милиони или проценти. Тоа се само индиции, треба да одиш и понатаму. За изградба на автопатот Кичево-Скопје зборувам. Треба да најдеш податок, доказ, а тоа се обидуваа нашите судови, колку знам во меѓувреме, и преку меѓународна правна помош од други држави, дека ти навистина тие 15-20% милиони кои ги спомнуваш, си ги примил. Тоа не се докажа. Не можеш само со вториот дел дека наводно е оштетен буџетот. Ако не утврдиш дека си примил 15 милиони или 20 милиони долари, не можеш да само тој дел да го земеш од ставот и во вториот дел да кажеш доволно ни ова за да те одсудиме. До сега ние имаме исклучително мал број случаи во кој е докажано и одземено тоа што е противправно стекнато. Дури сега, мислам дека еден од случаите за Мијалков, почнува лицитацијата и продажбата на тоа што е одземено претходно со суд докажано, на суд докажано противправно присвоено. Сега, што се прави со овие измени, да завршам, се олеснува така наречената проширена конфискација на имотот. Во однос на делот на конфискација на имот, резерви има, например, председателката на Уставниот суд. Критики стигна за нетранспарентност од делот од Врховниот суд. Критики од Брисел и Вашингтон, и сега се поставува прашањето зошто се избра овој тајминг и толку експресно да се донесат овие измени. Значи, не знам дали е овој тајминг избран заради нешто друго, како што се шпекулациите во јавност. Меѓутоа, ја морам да појаснам, го објаснував тоа и во однос на указот за законот за така наречен Бехтел и Енка. Ја не подпишувам указ за тоа што предпоставено може да се случи понатаму со изградбата на автопатите. Ја подпишувам указ само за тоа што ми е донесено на маса, одобрено од собрание како текст на законот. Во законот за Бехтел Енка не пишува дека ќе земе некој 15, 20 или 30% и така натаму корупција и така. Во законот тоа не го пишува. Луѓето ги заменија работите, дел од критичарите, вели тоа е основ за идна корупција. Како? Со тоа што не знам која фирма ќе биде во надзорниот одбор. Или не знам колку ќе чини, милиарди и 300 првичните иницијални проценки, долари, евра и можеби 2 и кусур до крајот на проектот. Ја не го подпишувам тоа. Ја го подпишувам само она што ми е принесено да го подпишам како текст на закон. Истото важи и тука. Дали има мотивација кај владата, треба да прашате, да со ова се овозможи нешто друго, ја тоа не го знам. Јас гледам на хартија, спомнувајќи ги авторитетите во оваа област. Дел од нив што ги спомнате се формални авторитети. Стручни авторитети, професорот Калајџиев, например, кој е веројатно најдобриот во таа област во Македонија, има сосема поинаков сет на аргументи во кои вели дајте да се концентрираме на конфискацијата со тоа што ќе лежат неколку години и ќе вратат се до последно. Затоа што мотивацијата за тие дела е да украдеш и да присвоиш нешто што тебе не ти припаѓа. Не да лежи во затвор, а знаете има изрека меѓу тие што тоа го прават, па за толку пари што ги украдов противзаконски, па можем и да лежам некоја година за затвор, ама се обезбедив за деца и внуци. Не, се ако ти се земе плюс лежењето казна затвор, али ако е приоритетот, ако е фокусот на одземањето на тоа што си го украл, мислам дека ќе биде поинаква перцепцијата на граѓаните во тој дел. Меѓутоа, вас не ве загрижуваат веројатно реакциите од Брисел и Вашингтон, кои всушност и коинцидираат пред само неколку месеци, да ве подсетам дека Стет департментот стави неколкуми на личности, бизнисмени, политичари на црната листа. Дали со тоа ги релативизирате работите? Критиките и од Стейт Департмент
и од Европската унија се, Европската комисија се за употребата на европското знаменце. Тоа е. Во однос на Стейт департмент, тие констатираат пар ствари во нивното соопштение. Прво, Стейт департмент вели имате високо ниво на корупција. Ние го знаеме тоа, за жал тоа е така. Второ, вели... Велите, вие го знаете дека ние всушност сме криминализирана држава и продолжувате со своевидна потајна поддршка на... Кажете ми како е тоа потајна? Не разбирам потајна, зашто некои ми приговараат за скриена амнестија. Што е скриена амнестија? Што е потајна? Ја не користам термин на скриена. Нема, што е потајна? Што е потајна? Меѓутоа, генерално со ова паѓаат дел од предметите за кој СЈО водеше истраги. Знаете ли од кога се судат тие? Внимавајте се, еве ги бројките. Да ја видиме реалноста во очи. СЈО е направено септември 2015 година. До денес 8 години. Последните 3 години сите предмети на тогашното СЈО се префрлија во редовните обвинителства. 8 години ние имаме прилично беден рекорд запис на крајот за сите тие предмети, колку мина од нив се одсудени. Клучните работи што ги спомнуваме, ови провизии наводни кои се барани, не се докажани. 8 години се малце. Па колку да ги оставиме уште 28 години да судат. Видите, една од најчестите критики од Брисел и од Страсбург, значи во однос на нас, борам да, тој суд и за Европската комисија, е тоа што Македонија најчесто не суди во правичен рок, во разумен рок. Не може постапките да тераат години и сега некои од оние кои дозволуваат, исто од судските кругови кои дозволуваат да тера процесот, да си молчат и да демек не знаат дека некој поротник сега за месец дена оди во пензија и кога заминува наново го враќаме случајот, че ниту еден од овие бројни случаи на СЈО, зборам за најкрупните, до денес не се завршени. Велат сега ќе застарат бидејќи се намалуваат и роковите за застареност, бидејќи се врзани со најголемата запретена казна. Па другари, што правевте до сега 8 години? Зашто не го направивте на пример како што го направи тоа, не велам праведно, неправедно, Кацарска во случај со 27 април. За прилично куз временски период пресуди, дења ноќе беа судењата. Пресуди еден многу комплексен случај со многу обвинети. Овие другите ги гледате, се влечкаат, у нечија фиока се заглавени и сега, ама зашто го правиш ова, зашто може утре, заутре, до година да застари? Па до сега зашто не си го отсудил? И кој е виновен за ваквата состојба? За крахот во правосудниот систем. Да, за крахот се виновни оние кои работат тамо и кои не работат според закон и оние кои се подложни на влијание од политички или економски центри на моќ. Просто. Видите дека не би навлегувале за тоа зошто токму сега се носи. Не ги знам мотивите. Значи, ако ги има, не ги знам. Но коинцидира со времето во кое се прават обиди за обезбедување на парламентарно мнозинство за уставните промени. Ако за Преспанскиот договор екс-шефот на тајната служба Мијалков ја одигра клучната улога во обезбедувањето на 8 пратеници за да се реализира целосно Преспанскиот договор, дали сега македонското политичко водство се надева на помошта од Будимпешта и дека Груевски ќе биде тој кој ќе ги извлече главните конци за да се обезбеди двотретинска поддршка? Прво, сосема Кусо Мијалков не беше главниот за обезбедување на 8 пратеници за Преспа, тоа ќе го оставиме на историчарите да го коментираат. Кажете ми како Груевски ќе помогне од Будимпешта за 2/3? Врзано за законските промени, што ги говориме. Не знам дали утре ќе се случи нешто друго. Трето, не знам какви махинации се возможни на тој план. Ја не сум во тек, не ги знам тие работи, ако ги има. Меѓутоа, врзано со овој закон, Груевски не може со овие измени на КЗ, не може да се врати во Скопје. Се разбираме? Не може. Или мислите дека може би е маѓоничар, па од Будимпешта ќе направи колку треба 10 пратеника? На кој начин мислите дека Груевски ќе помогне? Но фактите говорат дека се отвара патот за побрзо застарување на делата. Застарувањето на делата, еден од главните принципи во нашиот кривичен законник е двојно повеќе време од највисоката запретена казна. Реков, наместо 5 ќе бидат 10 години и највисок време за застарување во конкретниот случај би биле 10 години, ако е 4, време на застарување е 8 години. Значи, се враќаме на тоа. Зашто ние немаме судење во разумен рок? Зашто ние ги тегнеме случаите, особено кај што се големите риби во прашање, оваа претходна, било која претходна власт, со години и со децении. Паметите еден случај, веројатно, ако не ќе опраште вашиот татко, кога министер за одбрана во 2001 година беше обвинет за наводни злоупотреби на војните фондови,
od 2001. I тоа се влечеше, да не претерам, со децении, али сигурно многу години. И ние на крај заборавивме дали тој човек го осудија, дали беше виновен, не ли е. Али тоа беше лична голгота и семена на тој човек, кој не заслужуваше да биде влечкан и судските коридори толку долго и да не знае ни судски утврдена поставка на крај дали е виновен, лежи. Еве, ја не знам. Значи, станува збор за војниот министер во 2001 година. Дали не мислите дека ова е македонска шлаканица до Стейт департментот, кој постојано алармира дека и сме криминализирана земја, дека имаме корупција, дека судството ни е очајно? Можам само да ви коментирам тоа што знам, дека Стейт департментот е во моментов најголемиот надворешен или стратешки поддржувач на аспирациите на Македонија да биде членка на Европската унија. Ако е тоа доволно, што сакам да кажам. Се подготвува законот за амнестија и гледате контраверза. Нема да се амнестираат оние кои се казнети за злоупотреба на службени овластувања, а со новите измени на кривичниот законник во овој дел одговорноста на казните се драстично се намалуваат. Едно со друго некако Нема да бидат казнати, внимателно читајте. Нема да бидат опфатени со тој предлог закон за амнестија. Нема да бидат опфатени, не се третираат. А претходно зборувавме дека се намалуваат казните, не се амнестираат. За тоа станува збор. Законот овој што го спомнувате за амнестија се работи месеци и месеци и примарниот мотив е, според луѓето кои се во таа фела, во таа област кои се надлежни, примарниот мотив е да се ослободат оние кои имаат пред се до 6 месеци казни затвор и да се намали затворската популација која според сите извештаи на Советот на Европа е преголема. Знаете какви се условите во затворите и плюс ако имате 2 пати повеќе отколку што се реалните капацитети во сите наши македонски затвори, би требало тој дел да се ослободи. Инаку имате серија од она што го видовме во медиуми, бидејќи тоа не е до кај мене дојдено се уште, само е предлог на, и уште не е поминато ни на влада колку ја знам, има серија кривични дела кои се изземени од можноста да се намалат казните за 30% како што е иницијалниот предлог, меѓу кои е на пример и 27 април. Пред 3 години не го подпишавте законот за легализација на дивоградбите. Што беше клучниот за вас аргумент сега да ставите параф на указот? Тоа што беше во текстот на законот не е предпоставените мотиви и шпекулации дека ова се прави заради тоа. Текстот на законот, за кој е еден од најголемите авторитети на казненото право во Македонија, ви го споменав, рече дека е на вистинската линија со европските законодавства, германското, например, во кое се удира акцент за овој тип на кривични дела. На затвор, но уште повеќе на лежање затвор, но уште повеќе на одземање на украденото. Следите тренинг, интервју со претседателот на државата Стево Пендаровски. Опозицијата вели дека ова е се прави во насока да се заштити власта во заминување за низата на забошотување, криминал, корупција. На кој начин? Па добро, сведоци сме на низа контроверзни одлуки, постапки, Не го спорам тоа. Корупција и криминал. Не го спорам тоа, зборуваме сега за последните измени на кривичниот законник. Значи, со овие измени што се направени во членот 353, како власта се штити? Ако го избришевме сосема, ако кажавме имаше 10 години или 5 години по одредени ставови, сега е 0, не постои. Тогаш би рекле дека е амнестија и за идни дела. Не постои, просто кажано такво кривично дело, тоа постои. Намалени се казните и олесната е проширената конфискација. И да се вратиме на претходните тези. Ја ви тврдам, знаеме сите кои живееме тука, дека кога правите злоупотреба на службена положба, ја правите најмногу заради лично богатење на грбот на граѓаните. И сте спремни, знаеме, и такви приказни се слушале, и да одлежите известен период во затвор, а како велат да се обезбедат и за генерации и генерации нанапред. И уште колку стотици кривични дела во кривичниот законник, енеги, живи и здрави, по кои можете да гоните било кога. И оваа власт и идна власт. Малку не ми држиме на таа формулација дека носиш сега измени на законот, кривичниот законник, за утре да се заштитиш. А тамо не се укинуваат делата при вршење на службена положба. Председател Пендаровски, дали ако до вас стигне иницијатива, би го амнестирале Никола Груевски? Не. Кога ги слушам тие шпекулации на нас за 7-8 месеци, шпекулации од наша политичка чаршија или кујна, да
бидам и поексплицитен, значи на едно неформално ниво, од пред 7-8 месеци, некои актери од политичката сцена ме консултираа околу таа можност, што мислам за таа можност и ме рекол децидно дека тоа не би го направил никогаш. Бидејќи тоа би било рушење на правната држава. Таков тип на милосрдие стои во Уставот. Меѓутоа, ја не мислам дека сум султан или монарх во оваа држава за такви кривични дејанија самиот да пресудувам и да решавам што е право, што не. Има судски постапки, ни судски постапки, например за Мерцедесот се докажа, мислам дека и за шамарите во Центар се докажа пресудите, на што би личило са ја да од оваа позиција тука да кажам, тоа не би го направил за мој најблизок роднина, а не пак за било кој друг политичар. Како ги доживувате критиките дека после подпишувањето на указот ве компарираат со Ѓорѓе Иванов, со вашиот претходник, кој пред 7 години аболицираше 50-тина луѓе за кои тогаш тоа се ја отвори истраги. Дали Стево Пендаровски, сушност, главниот мотив за ставањето параф на указот, го темели врз основа да се додвори на владеачкото мнозинство во пресрет на престојните претседателски избори и поддршка за втор мандат? Не. Значи, мотивацијата ви ја кажував претходно во одговорите на првите ваши прашања. Ако некој мисли дека во 5-та година од својот мандат со подпишување или не подпишување на единствен закон ќе добија политичка поддршка од некои битни политички чинители во актуелната влада за евентуално втор мандат, тој не разбира ништо од политика. Што правиме со уставните промени? Ќе успееме како држава во ситуација кога власта и опозицијата се на диаметрално спротивставени позиции во однос на внесувањето на бугарите во Уставот? Ќе се реализира процесот, односно внесувањето на бугарите во преамбулата, или ќе се очекаме да поминат изборите, кога и тие да се одржат? Теза број 1, моја, дека не е никаков проблем, ниту опасност за стабилноста и перспективите и иднината на Македонија, бугарите да бидат една од заедниците, една од 12-13 заедници кои ги имаме или ќе ги имаме во Уставот. Ако 3.500 луѓе кои живеат во Македонија се проблем, тогаш не знам што би било, што друго би било реален проблем кој би ни се заканувал. Реалната состојба денес е дека позициите на двата главни политички блока во парламентот се еднакво далеку еден од друг како што беа и пред година дена или пред 5-6 месеци. Не гледам приближување. Што значи дека сте песимист дека уставните промени би се реализирале до ноември? Јас денес сум, како и претходно, сум реалист. Че не можам да кажам дека нема да биде. Не знам што се може да се случува. Не ги знам евентуалните комуникации, ако постојат, кои можеби луѓе од владата или меѓународни посредници ги имаат со двете страни. Не сум запознаен, ако ги има. Можеби тука нешто ќе се промени, меѓутоа гледам дека позицијата на опозицијата е прилично тврда. А искуството ме учи дека кога се приближуваме кон изборите се, не знам, 7, 8, 10 месеци од денес, многу тешко вие го менувате тој став кој ви носи партиски поени. Што овој став на главната опозициона партија е од чисто заради партиски резон да добијат гласови кај, особено кај етничките македонци. Ако се фатиме за историјата, никој од регионот нема да влезе во Европската унија, рековте за време на средбата на самитот со вашите колеги од регионот, но дали всушност ние самите како држава влетавме во стапицата на Бугарија, отворајќи ги историските недоречености? И како ќе излеземе сега од таа? Не, бидејќи сум бил еден од актерите кои од близко ја гледале ситуацијата, пред 3 години кога дојде првата бугарска блокада, и тоа што и предходеше на таа блокада, во Брисел, не во Скопје или Софија, значи, првите пројави од страна на Република Бугарија дека имаат намера да не блокираат, не се појавија по подпишувањето на билатералниот договор Борисов-Заев во тоа време, 2017. Се појавија првпат пред околу 3 години, кога во Брисел нивниот амбасадор, по инструкции се разбира, на своето министерство за надворешни и владата, и председателот, тогашен, започна во писмена форма да испоставува барања кои беа шок за секој од нас. Ако некој ми тврди дека тие барања имаа основа во билатералниот договор
Тогаш или не го читал билатералниот договор, или зборува само од политички мотиви, колку да се допадне на еден дел од електоратот и да го отсрни својот политички опонент. Таму стоја неколку барања кои ви велам не само нас, него сите други, бидејќи ние не сме биле дел од тие состаноци на ниво на амбасадори на почетокот, сите други земји членки ги остави комплетно изненадени. И ги знаете, тие сме ги повторувале. Македонскиот дијалект на бугарскиот, администрација, не окупација, или македонски од 44-та бугари и така натаму, така натаму. Да испоставиш во пишан документ, како формален документ на бугарската држава, такво нешто во срцето на Европската унија, тогаш 2019 или како веќе дојде 2020, еден анахронизам од 19 век, е запрепастување за сите што ги следат процесите на европските интеграции во Брисел. Така што не може никој да каже дека ние влетавме во таа стапица, бидејќи велам, тоа беше испоставено, дури таков тип на дискусија немаше ни во тогашната историска комисија. Че не се навестуваше ништо дека ќе стане политички став тоа што тврдите бугарски националисти го зборуваа пред 5 или пред 8 децении. Софија тврди дека македонската политика не може да излезе од канџите на официјален Белград. Многу почесто ви имате средба, на пример, со вашиот српски колега Вучич. Зошто во последен период нема комуникација, или барем јавноста не зна, или нема средбина релација, ваша средба со вашиот бугарски колега Радев или премиерот Ковачевски со Денков? Дали тоа значи дека е статус-кво состојбата? Статус-кво е состојбата. Значи, билатералните односи меѓу Македонија и Бугарија не се на многу високо ниво, тоа е познато. Меѓутоа не е точен податокот, дека се гледам почесто со Вучич отколку со Радев. Со Вучич сум се видел 3 пати во изминативе 4 години и на мултилатерални форуми, не само билатерално. Последното беше одење за да покажам респект кој која правеле македонската држава во Прохопчински, тој беше домаќин таму. Со Радев се имам видено 5 пати во изминативе 3-4 години. Последниот пат на така наречениот мини енергетски самит во Софија. Меѓутоа, волјата да се среќаваш со некого зависи од тоа дали постои амбиент, да се направи позитивен исчекор во односите, не само да одиш и да се сликаш. Ја тоа смо го кажал и на колегата Радев. Не гледам дека има амбиент пред се заради нивните постапувања изминативе 2-3 години кон нас, за да можеме да се сретнеме и од таа средба да испратиме позитивна порака за двете јавности. Не гледам дека е тоа така. Сега е точно, вистина е дека со ова најнова политичка бугарска влада дека постои известна промена на политичката реторика, меѓутоа проблемот е во тоа што претходниве 3 години бугарската страна, вклучително и председателот и тие технички влади кои беа под негова команда во меѓувреме, за жал не работеа на формирање на креирање на амбиент во кој можеме да разговараме за европските интеграции со европски аргументи, туку со аргументи околу старите балкански атавизми од 19 век и национализми кои предизвика толку многу деструкција и страдање на обичните луѓе изминатиме век и половина. Председател Пендаровски, кои би можеле да бидат реално реперкусиите врз државата доколку до крајот на ноември не се остварат уставните промени? Знаете што, значи, ако некој каже дека би можеле да останеме во таа група, како последна група, подгрупа од Западниот Балкан, према интеграциите, тоа не е закана. Тоа е политичка проценка и е легитимна. Меѓутоа, постоја изјави од предизвестен период од некои политички актери кои велеа дека ако сега не продолжиме кон Европа, кон интеграциите, дека можеби некои општини со доминантно албанско население би можеле да побараат сопствен пат за асоцирање со таа Европа. На страна што тоа е невозможно. Меѓутоа, тоа се неодговорни политички изјави и непотребно го заплашуваат народот, генерално. Ако некого заплашува, тоа е непотребно заплашување, бидејќи такво нешто е невозможно. Такви слични изјави имавме слушано 2008-2009 од некои тогашни политички актери кои се дел од историјата во однос на НАТО интеграциите. Што може да се случи, да ви одговорам на прашањето, да нагаѓаме на ниво на генералните трендови. Значи, никаква дестабилизација на Македонија нема да се случи. Сигурно. Ако не се случи 2008, кога бевме одбиени од Букурешкиот самит за членство во НАТО, а НАТО е пред се воена и одбранбена организација, нема никаква причина ако сега не продолжиме да одиме кон Европа, дека сега би се случила некаква таква безбедносна дестабилизација. Но може да се случи намалување на економската активност таква каква е и до сега, и се разбира може да отвори широко врата за популистички и националистички политички структури кои би можеле конечно да дојдат на власт
и да почнат во пракса да ги спроведуваат своите концепти за БРИКС, за некои алтернативи на Европската унија и на Западната алијанса во целина, што знаеме каде може да не одведе. Значи, во смисла на демократијата можеме да назадуваме драстично, како што назадувавме во периодот, да речеме, по 2008 година до 2016, кога Европската комисија, не тогашната опозиција, рече дека Македонија е заробена држава, тоа може да не се случи и сега. Значи, уште поголемо економско стагнирање и неспорно демократско уназадување, што се два битни параметри за воопшто да имате релативно задоволни граѓани. За волја на вистината, да бидеме искрени, гледате некаков сериозен напредок во делот на, споменавте, заробена држава. Овие потези што сега се прават во однос на... Гледај, јас сум го компарирал периодот 8-16 со ова што се случува последниве години, дали 17, дали 22, 23, и тврдам дека во делот на човекови слободи и права имаме неспорен исчекор, во делот на слобода на медиуми имаме неспорен исчекор, во делот на правна држава исто така имаме исчекор кој не е значаен, кој е премал според мене. Во која смисла? Во тоа време не постоеше ниту еден случај судски, обвинителски, кој не беше диктиран од, или, не знам, судии кои се избира комплетно, 100% од тефтерчето на тогашните актуелни министри. Че денеска има притисоци, меѓутоа мојата теза во однос на притисоците на судско-обвинителскиот состав е дека тие доаѓаат повеќе од економските центри отколку од политичките центри на моќ. Председател, ви благодарам за интервјуто. Ви посакувам среќен пат да заминувате за Обединетите нации. За Њујорк, да. Ја предводам македонска делегација оваа година, по тој принцип на ротација, една година премиер, една година председател. Што мислите, се сеќаваат каква улога одигра во тоа време УНПРЕДЕП и УНПРОФОР за македонската стабилност? Јас мислам дека за жал тоа бидејќи беше многу одамна, бидејќи беше скоро 30 години. Првата мисија која овде кај нас ја предводеше на цивилно ниво познатиот полски дипломат Хенрик Сокалски, заврши огромна работа. Во историјата прва превентивна дипломатска мисија на организацијата како таква. И тоа јас сакам да ви дадам една вест која да не ја кажам се ексклузива, меѓутоа која е добро да ја знаете, бидејќи ја спомнувате улогата на Обединетите нации визави Македонија. За време на мојот престој во Њујорк имам средба со Гутереш, што е генерален секретар на организацијата, и при таа прилика ќе го одликувам за се што направи Обединетите нации за обновата на Скопје после катастрофалниот земјотрес. Ова година одбележавме 60 години од таа невидена катастрофа и Скопје беше град на солидарноста, по значаен дел и целата она меѓународна помош пристигна во нашиот главен град, затоа што Обединетите нации објавија меѓународен конкурс и сите ние архитекти од Кензо Танге па сите други дојда во рамки на тие заложби на Светската асамблеја да и се помогне на една држава, на еден град, дел од тогашна Југославија. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата.